Шахмат потекнува од персискиот израз за кралот е мртов, но кога се играло против вистински крал, се користела фразата кралот се повлече. Денес во приказна ќе играме шах. Најважно во шахот е да го заштитиш кралот. Кој е кралот? Ова е кралот. И да го напаѓаш противникот. Добро. И кои се први основни потези? Први основните правила се пиунче во центарот или на D4, било кое. Добро. Па развивање на весните фигури, коњ и ловец. Поместувањето фигури на таблата не е обична активност. Децата преку неа учат многу. Со играње шах, детето учи да остане смирено додека бара начини за решавање на проблемите. За да бидете победник, треба стратешки да ги планирате вашите потези. Ова ја вклучува и креативност. Придобивките за младите кои играат шах се огромни. Ова е Софија Беловска. За прв пат со шахот се запознава на своји 6 години. Љубовта кон шахот ми ја пренесе еден ден кога ја видов оваа мала табла шах. Го прашав татко ми дали може да ме научи како се игра шах и од тогаш тој ме научи. Откако ги осознава основите, значењето на фигурите по линијата, барала се почесто да учи, па незините родители ја запишуваат во школа за шах. Тоа што ме поттикна да се занимавам со шахот, прво што многу ми е интересно и смислувам стратегија како да го победам противникот. Софија вежба секој ден. Меѓу другото игра и онлайн партии шах со возрастни луѓе од целиот свет. Јас вежбам најмалку 2 часа шах. Вежбам, играм партии онлайн и решавам некои задачи од моите книги кои ми ги даде мојот наставник Орце Данчевски. Решавам задачи на мојот компјутер. Софија првиот златен медал го освојува кон крајот на 2023 година. Јас имам 3 златни медали и 5 дипломи. Имам 2 златни медали кои ги освоив на екипни првенства и еден кој лично го освоив, но посебно сум горда на мојот последен турнир кој што беше екипен, државен и игравме 4 партии, јас ги победив сите 4 и освоивме златен медал. Сега работи интензивно и се подготвува за уште еден турнир во мај, а потоа и за државно првенство. Има свој идол и само една желба и цел на своји 7 години. Во иднина да станам светски шампион. Сакам да станам како Џудит Полгар. Нашата мала шампионка во шах знае кон што цели во иднина. А гледајќи ги незините успеси досега за ова кратко време, но изнејќи ги сите придобивки од шахот, наше е само да ја поддржиме во незината цел. Според Обединетите нации, шахот е игра која промовира правичност, инклузивност и меѓусебно почитување. Придонесува за атмосфера на толеранција и разбирање меѓу луѓето. Обезбедува важна платформа за поттикнување на диалог, солидарност и култура на мир. Се игра во целиот свет. Потеклото на шахот, иако во литературата добил простор повеќе од која било друга игра, останува непознато како резултат на недостаток од материјални докази. Се предпоставува дека се појавил пред повеќе од 2000 години, па дури и постојат неколку теории за потеклото и развојот на шахот. Најчесто се заклучува дека претходникот на шахот најверојатно потекнува од Индија, за време на монархијата Гупта. Во тоа време во 6 век првобитната форма била позната како чатуранга, чиј превод е 4 дивизии или 4 војски: пешадија, коњаница, борбени слонови и свештенство. Павле Бидев, нашиот прв
шаховски мајстор, беше најмеrodavен. Тој напиша книга "Шахот символ на космосот" и се занимаваше со потеклото на шахот. И накратко покажа со некои своји научни, тој имаше научен пристап кон работите, покажа дека шахот не потекнува од Индија, туку од Кина во 7-миот век од нашата ера. Историјата на фигурата на кралицата е интересна. Некогаш оваа фигура била нарекувана со имиња како министер, генерал, канцелар, дама или везир. Денес, ако во играта ја изгубите кралицата, се смета дека сте останале без најмокната фигура. Меѓутоа, во минатото кралицата можела да преминува само по едно поле дијагонално, па затоа и била најслабата фигура на шаховската табла. Низ историјата, шахот еволуира до играта што ја знаеме и ја играме денес. Современиот шах е организиран спорт со структурирани меѓународни и национални лиги, турнири и конгреси. Што се однесува до играчкиот шах во светот, првите тие официјални надпреварувања турнири почнале во средината на 19-тиот век, кога во Лондон е организиран првиот меѓународен турнир, а потоа 2-3 децении потоа воспоставено и официјално светско првенство, во кое што Вилхелм Штајниц го победил Цукертор во меч и бил прв светски шампион. Секоја година во светот се одржуваат илјадници шаховски турнири, надпревари и фестивали кои се грижат за играчите од сите нивоа. Меѓународното раководно тело на шахот е познато по неговиот француски акроним FIDE. FIDE е светската шаховска организација, која што е формирана пред точно 100 години, значи ова година се прави јубилеј. 1924 година е формирана во Париз. Моментално брои 201, има 201 членка, значи 201 држава се членови на светската шаховска организација. Бројот на шахистите кои што членуваат во оваа организација е огромен. Според последните информации што ги има пласирано FIDE, за бројот на играчите кои што го практикуваат шахот е неколку стотици милиони играчи. На дневна база, според нивните испитувања, се играат преку 60 милиони во просек, збориме 60 милиони партии дневно. Како дел од Светската шаховска организација и нормално Шаховската федерација на Македонија, FIDE од 1948 година го организира светското првенство во шах, но играта никогаш не била дел од Олимписките игри. Шахот е исклучително корисна игра за когнитивно подобрување на човекот и има бројни позитивни ефекти врз здравието. Некои од неговите приврзаници сметаат дека треба да се игра на класичен начин, со физичка табла и опипливи фигури, особено денес кога благодарение на дигиталната револуција, шахот може да се одигра и во виртуелна форма, без да бидат ускратени неговите придобивки. Кои се придобивките од играње шах, особено кај децата? Придобивките од играњето на шах во минатото ги добивавме исклучиво од искуствата што ги имаше во понапретните држави. На прв поглед тука е Соединетите американски држави, Европската унија и секако Русија, каде што шахот веќе долго време, постарата генерација на шахисти знаат дека најголем број на светски прваци доаѓаат од Русија. Значи, сите придобивки на изучувањето на шахот ги добивавме од искуствата што ги имаше во тие држави. До пред 10 години во нас во Македонија стартуваше пилот проект шах во училиштата во приватното основно училиште Јахја Кемал, каде што јас како интернационален мајстор и FIDE тренер почнав и станав првиот македонски наставник по шах, каде што сите деца почнаа да го изучуваат шахот како предмет во тоа училиште. Придобивките што ги имавме од, сега ќе зборам малку од искуството од европските земји, од Канада, особено од Канада. Познат е еден проект каде што на 4000 дечиња во Канада од септември до јуни еден час од предметот математика им е заменет со шах. И на крај во јуни тестирањата покажа, на 4000 деца имале еден предмет, еден час неделно шах, а 4000 деца имале само математика.
Докажено е дека 40% децата што имале шах наместо математика, што изучувале шах, имаат подобри резултати во математиката. Тоа е многу позната студија и логично и познато е дека врската помеѓу математиката и шахот е очигледна, се засниваат на логиката, на пресметката, на комбинаториката. Така да, тоа е првата една од главните придобивки кој што децата почнуваат да играат шах е помош при математика, помош на развој на математичките вештини. Особено недостатокот на концентрација, недостатокот на фокусот се забележува на поновите генерации. Јас би ги нарекол така наречен екран генерација, каде што се поголем број дечиња од многу рана возраст добиваат некоја зависност од екраните, а тоа многу лошо се рефлектира при класичното изучување на наставата која доаѓаат во училиштата. Фокусот и концентрацијата на тие дечиња е од 5 до 10 минути. Со введувањето на шахот како изборен предмет добивме за месец дена за изучување на самата игра, практицирање на самата игра, дупло зголемување на концентрацијата и фокусот кај сите дечиња. Додека оние дечиња кои што тоа го практицираат редовно, со редовно изучување и практицирање на таа игра, дојдовме до една бројка, до 1 час до сат и 30 на деца од 7-8 годишна возраст, да дојдете на првенство на Македонија до 8 годишна возраст, што се организира секоја година во месец јуни. На првите 5 шаховски табли има дечиња од 5 до 10 дечиња од цела Македонија, каде што можат да ја држат концентрацијата до 1 час и 1 час и 30 години. Тоа е многу важна придобивка од шахот и размислувањето. Шахот учи да размислуваме. Имаше некакви анализи кои што укажуваат дека кога се игра шах се користат двете хемисфери на мозокот. Дефинитивно, тоа е докажано. Математичарите, природните науки повеќе користат левата хемисфера. Уметниците, сликарите повеќе користат, актерите десната хемисфера. За да играте успешно шах, да дојдете до велемајсторско ниво, мора паралелно да ги користите двете хемисфери, и левата и десната хемисфера, за се зборуваме за едно ниво кое што е професионално ниво шах. И тоа е исто така голема придобивка, каде што детето добива една алатка, каде што му се развиваат подеднако двете хемисфери. Конечно и Македонија, по примерот на многу земји кои што го имаат вклучено шахот во образовниот систем, го вклучивме и ние. Какви се информациите, првите податоци што укажуваат, дали сме подготвени, имаме ли доволно кадар кој што може да го вклучи шахот во рамките на образовните програми? 2022 година, по иницијатива на Шаховската федерација на Македонија, поднесовме програма до Министерството за образование и Бюрото за развој за воведување на шахот како изборен предмет или како дополнителна активност од 1 до 5 оделение. На наше големо задоволство, позитивно беше одговорено на нашето барање и шахот 2022 година влезе со можност да влезе како изборен предмет во нашите училишта. Од тогаш до сега над 50 училишта во нашата земја го вклучија шахот како изборен предмет во својата работа. Придобивките од 2022 година до денес се огромни. Сега зборувам на две нивоа. Зборувам за развојот кај секој дете, за развој на когнитивните особености кај секој дете и сега како Шаховска федерација, сега овде сум и како член на Шаховска федерација и актуелен шаховски фиде тренер, зголемување на бројот на младите шахисти за овие 2 години, можам да кажам дека се зголеми за 3 пати. Во 2022 година првенството на Македонија учествуваат околу 50 на дечиња, максимален број од 8 до 18 години, за да минатата година, 2023 година, имавме 150 ученици, 150 шахисти на првенствата, поединечните првенства на Македонија, а во овој моменти се во теке Шаховската лига на Република Македонија во екипна конкуренција, каде што 300 деца од цела Македонија се вклучени во овие лиги и се надпреваруваат за прво место на ниво на клубови од 8 до 18 годишна возраст.
Колкав е процентот на девојчиња кои што се дел од овој турнир? Во минатото девојчињата во шахот се броја на прсти, тоа на едната рака. Да додеме сега во момент каде што на последнава шаховска лига имаме шаховски лиги за девојчиња до 8 години и девојчиња до 10 години. Значи некаде околу 50 само девојчиња се надпреваруваат, имаме активни шахисти во овој момент. Тоа мене многу ме радува, затоа што мојот став како тренер е дека женскиот и машкиот шах само заради некои предрасуди не се на еднакво ниво. Женскиот и машкиот мозок е на исто ниво, само заради некои историски случувања, за некои парадигми дека шахот е игра за мажи, а имаме заостанување на женскиот шах и се надевам дека ако вака продолжиме, многу брзо ќе се изедначат тие две. Колку во таа насока влијание изврши популарната серија за дамски шах на некој начин? Queen's Gambit на Netflix изврши големо влијание. Таа серија беше една од најгледаните серии во светот и предизвика, особено кај јас исто така морам да кажам дека сум шаховски тренер во шаховскиот клуб Гамбита Секо и имаме ние шаховска школа каде што после таа серија, после пандемијата, бројот на девојчиња толку многу се зголеми да така да скоро не се уште изедначени, но девојчињата дури и напредуваат побрзо од машките. Зашто се посмирени, посталожени, машките се подинамични, побрзи, но шахот ги бара токму овие женски карактеристики кои што сега ги спомнав. Што е потребно да се биде успешен во шаховските потези? Талентот секако дека има свое влијание, но најважно е работата и учењето. Сите оние деца кои што ќе стекнат таа неопходна работна навика, каде што секој ден ќе посветат барем 1 час на овој спорт, со зачленување во шаховските клубови, со домашна работа, сега е навистина многу лесно да се тренира шах. На интернет во овој момент шахот се развива со молскавична брзина. Не знам, ќе ви кажам сега интересен податок. Светската шаховска федерација ФИДЕ набрзо објави податок дека се приближува до бројката 1 милиарда луѓе на планетата Земја да играат шах. Се зборувам за онлайн играње шах, зборувам за играње шах на турнири, но сепак 1 милиарда луѓе да играат шах, зборува дека можеби шахот е и најпопуларниот спорт овој момент во светот. Покојниот интернационален мајстор Ристо Ничевски е, како да кажам, легенда на македонскиот шах. Мојата шаховска генерација учеше од тие коментари, се сеќавам кога дете 22 часот сите ќе си легнат, ја го чекам Ристо да ги видам последните партии што се игра. Изврши големо влијание за развој во тоа време за развој на шахот, а сега улогата имаат интернет, имаат шаховските програми, вештачката интелигенција и големиот број онлайн турнири. Значи и во овој момент не мора да отидете во шаховски клуб, може да се приклучите на интернет, има голем број шаховски сајтови, Chess.com, Lichess, каде што веднаш почнувате со играње шах со луѓе од целата планета. Во овој момент да се приклучите сега на Lichess, тоа е мојот сајт кој што јас најмногу го сакам, 100.000 луѓе има во овој момент. Во некои ударни моменти до 200-300.000 луѓе во овој момент играат шах на интернет. Колку имаме, дали имаме доволно кадар кој што може да ги спроведува програмите во образованието? Проектот шах во школите во Шаховската федерација го смислевме на следниот начин. Првиот кадар, односно првиот носечкиот потенцијал што треба да го изврши тој проект се наставниците. Тоа се оделенските наставници од прво до пето оделение. Направивме една програма која што е интерактивна, која што е во форма на видеоигра. Значи, сега тука разбиваме една парадигма дека шахот е многу тешка игра, дека шахот има многу тешки правила за учење, но
благодарение на компјутерите, благодарение на смарт таблите, благодарение на програмерите, успеавме да направиме игра каде што наставниците нема навистина никаква потреба да имаат познавање од шаховската игра. Успеавме модерната технологија, модерните програми да ги прилагодиме и нашите дечиња да ја научат оваа прекрасна игра и понатаму да ги донесеме во клубовите, да видат колку е таа убава интеракција, дружба во живо и на турнирите да учествуваат 200-300 дечиња, каде освен шаховската дружба, вистинско богатство е да ги гледате дечиња како растрчени си ги играат познатите игри што ние игравме во нашата младост. Па научив шах да играм на некоја 6 годишна возраст, дома, со домашните, нели, со дедо ми, по пошироката фамилија исто, доста мои роднини играат шах. Често пати знаевме да си направиме меѓусебни турнири, да се наградуваме меѓу себе. На 9 години започнав да одам во шаховската школа во Охрид. Во Охрид живеев во тоа време и од тогаш почна мојот, да речеме, шаковски кариерен пат. Настапувавме на многу турнири, државни, надвор од државата, како дел од тие пионерски младински селекции. Така што, навистина, еден убав спорт кој што и денес младите гледаме да го испромовираме, нели, да го практикуваат. Од шахот имаме многу придобивки. Прво би започнало со тоа дека шахот е истовремено спорт, наука и уметност. Самото тоа го прави шахот привлечен и учител на оние кои што го практикуваат во многу сфери. Еве неколку од придобивките се зголемување на меморијата, подобра концентрација, подобар фокус кон работите што ги работиме. Шахот не учи како да се справуваме со ситуациите на таблата, нели, и во животот може да се направи паралела со оние ситуации кои што се настануваат на шаховската табла. Често пати може да се каже дека шахот е еден ролер костер, додека се игра партијата, значи различни емоции, различни ситуации се случуваат, па затоа и шахистите на некој начин минуваат низ многу емотивни моменти во текот на шаховската партија. Притисокот од времето е исто така еден дел кој што навистина влијае за да се учи како да се носат одлуки, нели, на време, бидејќи, нели, еден потек може да значи губење на партијата, но исто така партијата може да се загуби и на време. Затоа треба да се има тој баланс и тоа знаење како да се менеджира со времето во текот на партијата. Па веројатно имало ситуации каде што било потешко, нели, да се истакнеме. Еве на светско ниво, ако направиме паралела, исто така е потешко, нели, жена да дојде, да речеме, до светскиот трон, бидејќи се поделени машка и женска конкуренција во спорт во кој што логично би било можеби и да нема таква поделба, но тоа историски веројатно произлегува да биде така. Во голем дел, најголем дел од играчите на светско ниво, 90% се мажи, значи само 10% се жени, така што и статистиката игра тука голема улога. Меѓутоа, сведоци сме на многу индивидуални успеси на жени и верувам дека како што доаѓа времето, таа разлика меѓу машки и женски шах се повеќе се намалува и веројатно во еден момент и ќе исчезне. Па многу подобри, да речеме, од некој период кога еве, јас започнував да играм, имаше добри услови, па еден период имаше некој, да речеме, гап или прекин, па сега доста почна повторно да се популаризира шахот, посебно кај младите генерации, што е навистина добро. Се возобновија многу шаховски школи. Шаховската федерација исто редовно организира државни турнири, младински, пионерски, домакини сме секоја година на некој европски или светски настан, така што има потенцијал и понатаму да расте. Секако, потребни се вложувања, потребни се што повеќе клубови и школи да екзистираат, но исто така навистина би требало да се вклучи тука и бизнес заедницата, нели, со финансиска помош, оние стандардни, нели, наши
како да кажеме, предизвици кои што сакаме да ги надминеме. Меѓутоа, шахот е за секого, значи од 7 до 77, многу е инклузивна игра за било која возраст, дури и за хендикепирани лица, значи доста го практикуваат, така што мислам дека може да стане едно големо движење. Каја Ристеска има 8 години. Не сака да следи јутјубери, но сака да слуша музика. На 6 години се влюбила во шахот. Се чувствувам многу среќна, затоа што шахот ме прави да бидам среќна. Љубовта ја пренел нејзиниот дедо кој бил шахмајстор во нејзиното семејство. Мојот дедо Диме беше едно од шампионите во нашата фамилија што знае да игра шах. И од татко ми и од дедо ми зедов инспирација. И имам уште еден дедо што сака да игра шах, Миле. Но за жал сите мои дедовци се починати. Еден ден ко татко ми ме викна да заиграм со него шах. Ми попушти и победив, тогаш си најдов желба за шах. Се заљубив во шахот и го кандисав татко ми за да може да ме запише. Својата шаховска приказна Каја започнува амбициозно да ја гради во клубот Прилапон во Прилеп, под водство на Леонид Грашковски, кој соработува со повеќе тренери. Вторник и четврток ми се деноите што вежбаме, И колку сабота трае часот? Трае од 6 до 7, но некош трае од 6 до 8,5. Колкав е интересот за шахот сега, говори и податокот дека покрај Каја, моментално вештините за играње шах ги изучуваат 200 деца само во овој клуб. Би сакала да станам позната шахиста, но тоа ќе биде многу малку потешко, затоа што шахот е многу тежок спорт да се научи. Шампионите сигурно учеле години, а јас во шах сум клучена од 3 години. Шахот бара концентрација, открива Каја. Шахот не ми одзема многу време, но малку потешко е да внимаваш од партиите, затоа што лесно можеш да се деконцентрираш. Каја сака да чита и книги за шах, со цел да ги совлада сите потези кои ќе ја помогнат да стане победник во секоја партија. Во 1984 година светскиот шампионат во шах бил прекинат поради огромниот замор на Анатолиј Карпов, тогашен актуелен светски шаховски првак. Карпов во текот на подготовките на финалниот меч ослабел 10 килограми, а не држал диети, не вежбал, ниту имал некоја друга дополнителна физичка активност. Светот претходно со нетрпение ги очекуваше пресметките меѓу шаховските легенди како Карпов и Каспаров, но во поново време, благодарение на дигиталната револуција, бележиме и малку поразлични ривалства, односно пресметки со суперкомпјутер. Најдобриот пример за ова е дуелот помеѓу суперкомпјутерот Deep Blue и Гари Каспаров. На првиот меч во 1996 година Каспаров победи, но затоа пак вториот одигран во 1997 година го доби суперкомпјутерот. Денес онлайн шахот е особено популарен. Оваа популарност, посебно кај младите и женската популација, во голема мера се должи и на серијата Дамски гамбит. Учењето шах е дел од училишните програми во над 30 земји низ светот. Од 2022 година шахот се најде на списокот со изборни предмети во основните училишта во Македонија за децата од прво и второ одделение. Обуките за наставниците кои сакаат да предаваат шах во основните училишта беа реализирани преку Шаховската федерација. Шахот како дел од образовниот систем е кампања која што ја почна Европската шаховска унија заради развојот на пред се на децата и нивниот ментален развој и
можноста преку шахот децата да се здобиваат со одредени квалитети кои што понатака ќе им помогнат во животот. 2012 година во Советот на Европа беше донесена резолуција со која што се препорача шахот да биде дел од образовниот процес и голем број земји го прифатија тој предизвик и го вклучија шахот како дел од образовниот процес. Секоја земја нормално на различен начин. Еве кај нас пробавме и тогаш се проба, меѓутоа можеби друг концепт некој кој што тешко беше применлив. Се почна во 6-то одделение во склоп на физичкото образование, меѓутоа се покажа, практиката покажа дека е многу подобро децата да почнат да се занимаваат на возраст прво, второ, трето одделение и мислиме дека тоа е вистинскиот пат. Изучувањето на шахот има многу придобивки за децата. Ги подобрува концентрацијата и меморијата, математичките вештини и читањето, логичкиот начин на размислување, креативноста и критичкото размислување. Помага при градење аналитички начин на размислување и пристап кон решавање на проблемите и подобрување на вештините за решавање проблеми. Стимулира еднаква работа и развој на двете мозочни хемисфери и создава работна навика. Децата може да почнат да учат шах од 3-4 години. Освен позитивното влијание на развојот на учениците, со шахот може да се влијае и на подобрување на образовните способности. Шахот како спорт сега треба некој да свати дека е нели како и секој спорт треба професионално да се вложи доколку сака да постигнува спортски резултати. Имаме млади играчи кои што се талентирани, кои што може да постигнат добри успеси, меѓутоа повеќе фактори влијаат за развојот на тие млади шахисти. Прво се талентот, па финансиите кои што се многу битни, помошта дали од државата, дали од клубовите е клучен фактор. И желбата на самите играчи, колку они ќе вложат во своето усовршување и желбата да станат професионални играчи. Поместувањето фигури на таблата не е обична активност. Децата преку оваа активност учат и како да решаваат проблематични ситуации. Со играње шах, детето учи да остане смирено и прибрано, додека бара начини за решавање на проблемите. Во играта шах не можете да се извлечете со агресија или физички да го победите противникот. Можете да победите само ако сте смирени и присебни. Во светот многу внимание се посветува на развивањето на вештините кај талентираните деца за шах, со цел да им се трасира патот до велемајстори. Во нашата земја се чини дека недостасува таква стратегија. Па кај нас ми се чини дека нема услови како во некои други земји. Например, јас кога почнав да играм на времето, имавме шаховски дом, централен шаховски дом. Имаше и периферни, да речам, домови. Во сите градови имаше таков шаховски дом и клубови, кај што можеа да се собираат играчите и младите да учат од постарите. Сега не знам колку време, ама нема шаховски дом. Не знам, со децении нема. Така што тоа е вака еден од битните услови. Првиот светски првак во шах е прогласен во 19. век. Станува збор за професорот по математика и германски јазик Адолф Андерсен од Полска. Во шаховската јавност тој првен се појавил како композитор на шаховски проблеми. Време е за артикулација. ФИДЕ го слави меѓународниот ден на шахот од 1966 година, а датумот означува формирање на Меѓународната федерација за шах, која е основана за време на летните Олимписки игри во Париз 1924 година. На 12 декември 2019 Генералното собрание на Обединетите нации донесе резолуција со која се прогласува 20 јули за Светски ден на шахот. Меѓу непознатите прваци во шах се Анатолиј Карпов, Гари Каспаров, Боби Фишер, Владимир Крамник, а од поново време шаховска суперзвезда е Магнус Карлсен. Шаховскиот турник во Вајканзе е познат и како турнир што го именуваат и како Вимблдон во шахот.
Првото официјално светско првенство во шах за жени се одржало 1949 година во Москва, а титулата ја освоила Људмила Руденко. Денес актуелниот женски светски шампион е Џу Венџун од Кина. Според Дейвид Лада, главен директор за маркетинг на Меѓународната шаховска федерација ФИДЕ, жените опфаќаат околу 16% од лиценцираните играчи на која било земја. Американскиот шахист Абхиманју Мишра стана најмладиот велемајстор во историјата на шахот. Тој ја освои титулата на возраст од 12 години, 4 месеци и 25 дена. Тоа беше се што ви подготвивме во оваа емисија. Ајде да играме шах. Довидување!